ја сгрешивме работа. Ова не е шарена револуција. Ова е гласна револуција. Ова вечерва крена и мртви луѓе на нозе. И кренавте и младо и старо, и мачко и женско, цела Македонија е на нозе. Сите застана во одбрана на правдата и на мирот. Протестирам секој ден. Протестирам од кога почнаа овие протести. Протестирам веќе 10 години. Секаде во сите градови. И горд сум што вечера протестирам со вас. Ви благодарам за таа можност. Во Гевгелија, во Пријев, во Битола, во Тетово, во Гостивар, во Делчево, во Кочани, во сите градови се протестира. Цела Македонија стана на нозе. Ова е борба од која што враќање нема. Неколку од вас денеска тука ме прашува како е. Немој да сте попуштиве. До сега сме издржале, нема шанса сега да попуштиме. Од оваа битка враќање нема, се дека не победи демократијата во Македонија. Зошто протестира? Зошто протестираме? Бараме основни работи. Бараме веднаш да се укине одлуката за аболиција на Иванов. Да се поништат сите одлуки за аболиција. Не на овој начин тие како што го прават. Делумно. Ако побарале, нема никога што побарат. Веднаш да се поништат одлуките за аболиција на сите. Второ барање, бараме Уставниот суд веднаш да одлучи по однос на иницијативата за уставноста на специјалното јавно обвинителство. СЈО мора да се остави да работи на рад без никакви притисоци и закани кои што ќе висат над нивните глави. Протестираме за прочистување на избирачкиот список. Протестираме за реформа во медиумскиот сектор. Протестираме за реформата на судството и владењето на правото. Протестираме за слобода, за правда, за демократија. Протестираме за подобар живот на сите граѓани, без разлика кој за кого гласал. И ќе продолжиме. Ќе протестираме се дека не се остварат условите за регуларни, фер и демократски избори. Тоа се нашите основни барања. Тоа го кажа и вашите сограѓани сега. Бараат шанса за регуларни, фер и демократски избори, за да се вратат дома, а не за да седат во странство и таму ни праќаат своји снимки. Во оваа шарена револуција сме сите многу различни. Граѓани од различни национални припадности, од различни вероисповести. Нема левичари, нема десничари, има луѓе кои што никогаш не гласале. Ама се обединивме заедно, конечно во фронт против ова наше заедничко зло. И до крајот сме на битката. Останува финалниот удар. Мораме да го продолжиме притисокот преку улиците низ цела Македонија, за да многу брзо успееме и стасаме до целта. Зошто се прашуваме како ќе стасаме до овие цели? Во овие неколку денови многу се зборуваше за некаква техничка влада. Прво најотворено ви кажам, ниту се разговарало, ниту се разговара за техничка влада, откако криминалците од ДПМН и ДУИ заеднички си ја вратија старата криминална власт. Меѓутоа техничката влада е единствениот пат, единственото можно решение за да успееме да стасаме до услови за регуларни, фер и демократски избори. Она што не смееме да се лажеме е дека со оваа влада и со ова собрание, со оваков состав, ќе се направат реформи во било што. Овие не само што не можат, не сакаат, затоа што не се борат дали ќе се на власт или не. Се борат да си ја спасат кожата. И затоа се спремни на се. И затоа ќе прават се до последен момент. Единственото решение кое што ќе донесе до целта
е да го отстраниме режимот на Никола Груевски. Тоа е решението. Техничка влада, доколку ја има, мора да има со краток мандат и која што ќе се фокусира само на условите за фер, регуларни и демократски избори. А после, заедно ние граѓаните, ќе ги спроведеме сите потребни реформи и ќе го довратиме достоинството на Македонија и ќе ги вратиме луѓето назад. И нашето прво и најважно ветување, кражбата ќе запре, а парите ќе ви ги вратат. Оној што ме прашува секој ден, се ќе ви врати. Кои што не се согласуваат со политиките на овој режим, е дека крајниот удар, финалната борба ќе биде на фер демократски избори. На тие избори ќе се зададе финалниот удар, кој што ќе биде гласот против режимот на Никола Груевски. И на тие избори не сме да има неопределени, не сме да има луѓе што ќе останат дома. Мораме сите да ги донесеме и сите заедно се бориме против овој режим. Почитувани пријатели, овие денови Никола Груевски е сам. Никола Груевски е изолиран. Криминалците од ДПМН и ДУИ мислеа дека со повторното поставување на нивната криминална влада ќе постигнат нешто. Никој не ги признава. Не се легитимни. Цел свет им се смее. Сега, тие бегаат од избори. Знаат дека на фер демократски избори Никола Груевски и режимот бидат жестоко поразени. Знаете сега кога бараат избори? Во 2018 да биле. Не сакаат неки избори. Затоа нашата борба е за фер и демократски избори што е можно побрзо. Веднаш ќе се исполнат условите, уште утре дента. Ние не се бориме за власт. Ние се бориме за да ја нормализираме оваа држава, за да има подобар живот за сите граѓани. Тие се борат за сопствената кожа, затоа што знаат што правиле, и затоа што знаат што им следува, и затоа што знаат дека од правдата нема бегање. И тоа ќе се случи. Неговото однесување на Никола Груевски помина во лудило. Не знам дали имавте шанса да го гледате, да го слушате неговото последно интервју. Имало секти, па ја газеле програмата на ДПМН. Сеќавате, имаше странски служби, имаше жолти комбиња, сме лепеле, сме сечеле, сме монтирале. Вчера Никола Поповски, без срам и перде, повторно кажа дека опозицијата прислушувала. Никој веќе не им верува. Она што самите веќе го знаат е дека со нив, со Никола Груевски е готово. Готово е. Тоа го знаат и нивните членови поддржувачи. Но многу е битно да им порачаме. Ова не е борба против луѓето што гласаат за ДПМН. Ова не е борба против една партија. Ова е борба против 10 криминалци. И ги повикуваме нивните. И тие што гласале за нив. И тие што сте уште го носат знамето на ДПМН. Да се приклучат на шареата револуција. Тука им е местото. Со граѓаните, со народот, во борба против заедничкиот непријател. Затоа што следните фер и демократски избори нема да бидат избори. Тоа ќе биде референдум. Прашањето ќе биде или си за Никола Груевски, или си за Македонија. Трето нема. Не сме да има неопределени, не сме да има луѓе што ќе останат дома. Сите мора да излеземе на тој референдум. И сите на референдум да го поразиме. И она што го знам, сигурен сум во тоа, веќе го покажуваат и анкетите. На тој референдум ќе победат граѓаните, ќе победи Македонија и ќе има правда и ќе има мир.